Staff across you. Together we're delighted to guide you through the promising week. 2 days of wonderful conversations, bold ideas, driving ambition. Conference title. It's a call to action. We've assembled now second line. Please also note that rooms available to you throughout the summit are room AB on the first floor. И благодарам на сите што сте днес со нас, како и на сите оние кои не следат онлайн, но и на телеекраните на македонска телевизија од различни делови на светот. Последните 2 дена имаме можност да слушнеме исклучителни говорници и лидери од светот на бизнисот, технологијата, финансите, дипломатијата и јавниот сектор. Нови можности за соработа. Токму затоа Македонија 2025 продолжува да биде платформа што ги поврзува луѓето, идеите и можности. Во изминатите години организацијата продолжи да се развива пресна од Platform for Ideas во Platform for Action или платформа за идеи од претходното во сегашната платформа за акција. The people, the hospitality, the talent, and the production of it. So again, thank you for attending. I told Victor and Nika that they'll be more specific than my comments, but we want to reflect on the specific comments I made 2 years ago. It was right after a very successful gala in Chicago. Here, the Atlantic Council, there's a Balkans Forward initiative. We had a couple of discussions recently. We must do much more to make sure that Macedonia gets into the EU in a respectful fashion, but nevertheless, we need to be aligned to see that it's an imperative for the country. За Македонија 2025 самитот има посебно значење. Тој стана повеќе од конференција, стана платформа за идеи, партнерства, лидерство и конкретни решенија. Тука се инспирират од успехот на луѓето од Македонија, регионот и диаспората, споделите успешни приказни, иницијираат реформи и поврзаат стотици бизнис институции и поединци. Или преку ноќ. Тој бара визија, дисциплина, лидерство, институции, доверба и град. Избор кој произлегува од нашата платформа за просперитет и визијата за пакет на економски раст. 2 клучни документи преку кои Македонија 2025 со години повикува на национален консензус околу прашањата што се најважни за економскиот раст. Првиот столб е забрзување на растот и конкурентност на македонските бизниси и создавање на поволно деловно окружување. Настрави мај во Шведска, Стокхолм и ве каниме сите да бидете дел од тој настан. Просечниот економски раст во изминатиот период беше недоволен за брзо приближување кон животниот стандард на ЕУ. Македонија е единствена земја во регионот со фискална консолидација во 2025 година. Македонија е помалку погодена од политиката на ЕУ за така наречена въглеродна такса од земјите во окружување, заради тоа што користи понапредни, односно компаниите користат понапредни технологии. 7. Значи документи кои што беа подготвени во претходниот период, усвоени и имплементирани од оваа влада. Меѓутоа, да не заборавиме дека минатата година беше една тешка година, односно година во која што ни се случи трагедијата во Кочани. Мислам дека сите бевме емотивни и повеќе во пораките и разговорот доминираше тој момент и на тага, и емоција, и одговорност на сите нас, би рекла, кон тоа што се случи, како да изградиме, сето тоа е како да изградиме подобро општество и подобра иднина. За жал, предизвиците не стигнуваат. Некојаш доаѓаат од Македонија, некојаш доаѓаат од она што се случува, дали е тоа војната на Блискиот Исток, дали е тоа царинската политика или одлуките на САД, и така натаму, и така натаму. Меѓутоа, најважно е за економиите како да се справат со сите овие предизвици и како економскиот раст кој што ни е водилка да остане. Ги видовме податоците. Можеме да бидеме задоволни со она што се случува во 2024, особено 2025 година, меѓутоа сето тоа бара и голем фокус, како да се стигне до тие стапки на економски раст. На можност е да се обратам пред овој наистина импресивен аудиториум на овој настан, да посакам успешни 2 работни дена. Сигурен сум дека има исклучително значајни пораки кои што говорниците ќе ги испратат, внимателно како влада ќе ги следиме
бидејќи очекувам од тие пораки да извлечеме и ние полука и дел од тие критики да ги анализираме и се разбира дел од нив и да ги аплицираме во управувањето со владата и со институциите. Што се однесува до твоето прво прашање, состојба во која што треба да менаџирате работи кои што можеби вие како човек не сте ги живеели или не сте влијаеле да тие се случат, но тие се случиле и вие мора да ги менаџирате, бидејќи ако не ги менаџирате, тогаш и се откажете, тогаш проблемот ќе биде уште поголем. И тоа може би е најголемиот предизвик да се менаџира товарот од минатото. Но како и да е, јас стално велам, ние не треба да очајуваме, тоа што е, проблемите се тие, ресурсите се мали и треба приоритет по приоритет да се решаваат проблемите и успехот е мерлив, ако зборуваме емпириски, ако не создавате нови проблеми во вашето време, бидејќи и ова ваше време еден ден ќе заврши и вие ќе заминете од политиката, да не оставите такви проблеми на генерациите кои што доаѓаат, а вештината да решите многу од тој товар од минатото, вас ќе ве направи успешен повеќе или помалку. Тоа е суштината. Еве, вие рековте дека минатата година беше година која што ја одбележа оној ужасен настан во Кочани. Оваа година првите 2 месеци, јануари и февруари месец, започна, би рекол, исклучително добро и над нашите очекувања. Зборуваме макроекономски и фискално. Но потоа се случи конфликтот во заливот и тоа неминовно влијае врз се тоа на кое што се вели политика, но и врз економијата на една држава. За разлика од останатите земји во регионот, ние не правевме бесконечни пресконференции, не дававме изјави, не очајувавме, не плачевме, не кукавме, туку едноставно влеговме во решавање на проблемот, онолку колку што може да се решава. И во регионот некој ќе каже да, ама и некогаш порано биле така, не е точно. Но ако се анализира оваа криза во моментот од аспект на енергија и од аспект на економија, тогаш ќе го цитирам председателот на Светската енергетска агенција, господинот Фати Бирол, со кој што на овогодишниот Светски економски форум во Давос бевме на заеднички панел. Ќе го цитирам, кој што вели, ова енергетска криза по својот обем е поголема од оние две во 70-тите минатиот век и 2022-та заедно. Акцизите, што е нормално, бидејќи имаме кризна состојба и во таа кризна состојба имаме намалување на акцизите кај дизел, горивата и бензините. Така што овој предизвик во овој момент представува најголема непозната во равенката за владата и политиките кои што ги водиме, бидејќи мислам дека нема човек во светот кој што може да каже колку долго ќе трае, освен можеби неколкумина, а најверојатно тие нема да ни соопштат на нас. И мораме да предпоставуваме сценарија и врз основа на тие сценарија да влечеме потези. Бруто домашен производ за 2 години, отколку да речеме споредено во периодот 2018-2023 за 6 години. И тоа е емпирија, тоа се бројки. Дали е доволно, не е, дали треба побрзо, треба.